Благодарам, подпредседателе. Уште во самиот старт сакам да ја искажам поддршката од пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата носењето на ваков закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој по скратена постапка, бидејќи се сложувам дека има бенефити за земјоделците, за тутунопроизводителите со донесувањето на ваков закон. Но јас сакам да поставам неколку прашања за кои никој од пратениците на власта не слушнав да се произнесе во текот на денешнава комисија. Подолго време се на хистерија од страна на министерот, кој да, за волја на вистината да кажам, ни стана унисекс министер за сите министерства. Човекот изгледа многу учен, ја резултатите ги нема на повидок, ниту во едно од министерствата каде што работел. Да кажам дека се направи на страшна хистерија, се замајуваа тутунопроизводителите дека кочењето во собранието, кочењето во комисијата, недонесувањето, неизгласувањето на овој предлог на закон ги коло исплатата на субвенциите на тутунопроизводителите. Почитувани колеги пратеници од власта, само да ви кажам, во времето кога ВМРО ДПМН беше власт, субвенциите за тутунот за тековната година се исплаќаа до месец април. Веднаш откако ќе беше средена документацијата на тутунопроизводителите, веднаш се пристапуваше кон исплата на субвенциите, која му е повеќе од потребна во текот на производството за новата реколта. Денес на 25 мај субвенциите не се исплатени, а вие користевте многу причини, наведувавте дека законот не бил донесен, постоеле законски пречки, ВМРО ДПМН е било кочничар, што еве ви кажувам дека не е вистина, дека донесувањето на овој и ваков закон воопшто не е поврзано со исплатата на субвенциите, и тоа е факт, а не слушнав ни еден од вас тоа да го каже. Напротив, во изминатиот период уште еднаш ќе кажам, хистеризиравте, кажувавте дека недонесувањето на овој закон било пречка за исплата на субвенциите. Уште еднаш јасно да кажам, почитувани тутунопроизводители, донесувањето на овој закон воопшто не е поврзано со исплатата на субвенциите. Но, како што и се навикнати почитуваните колеги од власта, односно од нивната влада која поддржуваат, да своето неработење, неспособност, да бараат причина во другите, така беше и со ова, односно со причината што денес 25 мај се уште не се исплатени субвенциите за тутунот, а вие, почитувани граѓани, ги чекате и ви се повеќе од потребни. Јас сакам да поставам неколку прашања за кои се надевам дека некој ќе ми одговори, но претходно уште еднаш да кажам дека на 18 април оваа комисија беше закажана, се собравме пратениците од опозицијата, и ако сме биле неажурни или не сакале да го ставиме на дневен ред носењето на овој закон, немало тоа да го направиме. Но за волја на вистината и да ја знаат вистината граѓаните на Република Македонија, земјоделците, тутунопроизводителите, кажете му, почитувани колеги, дека не можевте да изгласате дневен ред. Немавте мнозинство, не се собравте, толку ви е важно донесувањето на овој закон. И уште една работа. Толку на Министерството му е битно донесувањето на овој закон, што на 18 април, на закажаната седница на комисијата, 15-та седница на комисијата за земјоделство, немаше представник од ресорното министерство. Почитувани сограѓани, толку му е важно на власта, толку сте му важни вие и на Министерството за земјоделие и на пратениците. Важни му сте само за политички поени и она кога ќе треба пред избори да ве посетуваат, да ви кажуваат бајки, да ви ветуваат се и се што, а денеска да најдуваат причини зошто денес 25 мај не ви се исплатени субвенциите и секојдневно бевте лажени
од страна на министерот, каде што јас сум бил сведок, сум читал пораки пишувани од министерот, СМС пораки, дека ВМРО ДПМН го скочи за законот за земјоделство и рурален развој, измените и дополнувањата, и тоа е причина зошто не се исплатени субвенциите. Па треба да се застрамите. Треба да се застрамите, не е така. Не е воопшто така. Но еве да поставам неколку прашања. Со предлог на законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој, покрај претходно предвидените услови со кои земјоделските стопанства не треба да имаат парични обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за користење на поддршка по програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, воспоставен е услов земјоделските стопанства да немаат обврска ниту по основ на неплатени даноци и придонеси за кои е надлежна управата за јавни приходи, со што се предизвикаа проблеми во имплементацијата на изминатите годишни програми. Овие проблеми не се отстранети од 2017 година, откако сте на власт, па до денеска. А истиот го имаат земјоделците и оваа 2022 година. Немавте време да го донесете ова. Зошто? Иако владата на Социјалдемократскиот сојуз и да дуи, имаше можност за корекција, тоа не е направено. Прашуваме зошто не се донесе конечно решение со кое овој услов ќе се изземе, укине и ќе се врати старото законско решение од пред 2015 година, кога тоа не постоеше и кога врските се подмируваа со пребивање на одобрените субвенции. Клучното прашање: зошто е потребно секоја година се врши притисок врз земјоделците, тие да се чувствуваат несигурни во законски стекнатото право да ги добијат предвидените субвенции, односно земјоделската финансиска поддршка? Зошто на земјоделците кои веќе имаат доставено уредна документација за подмирени обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и кон управата за јавни приходи, им се до ден денешен исплатени субвенциите на нивните трансакцијски сметки? Се надевам дека ќе му одговорите и на нас пратениците, но и граѓаните кои се заинтересирани на овие прашања. Уште едно прашање: колкав е и периодот за издавање на потребната документација од страна на управата за јавни приходи и дали е тој подолг од 24 часа и зошто е тоа така? И дали меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој постои меѓусебна координација со податоците за земјоделски долгувања и дали функционира системот на контрола на долгувањата по сите основи? На овие прашања требаше, почитувани колеги, вие да ни одговорите и нас, и на граѓаните, на земјоделците. Но вие, секако, овде гледам, промовирате некој гол популизам. Навистина има добри работи во овој закон кој го предлагате, има некои бенефити, има и пропусти, но ние во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделците, уште еднаш ќе кажам дека ќе го поддржиме донесувањето на ваков закон, но доколку сакате комплетно или во голема мера да се решат проблемите во тутунопроизводството, тоа ќе го направевте со поддршка на законот кој го за тутун и производство на тутун, кој неколку пати тука го предлагаме пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата во Собранието на Република Македонија, и за жал не давате поддршка, а со кој закон во голема мера ќе се решеа проблемите на тутунопроизводителите. Вие што направивте? Вие пробавте да го блокирате тој закон, иако е добар, со вметнувањето, со предлагањето на амандмани кои почитува на македонска јавност, почитувани земјоделци. Ќе ви кажам само дел од амандманите, кои тоа воопшто не беа логични. Предлагате еден амандман каде што велите да се забрани увозот на типови на тутун од типот прилеп, јака, басмак. Само да ви кажам, почитувани, тоа што некој ви го напишал, тоа ве манипулирал. Овие типови на тутун се автохтони и се одгледуваат само
на ова поднебие, во Република Македонија. Од каде тоа вие ќе ги увезувате за да забранувате увоз на таков вид на тутун? Е така ве манипулираат или пак вие сакате да ја манипулирате македонската јавност, македонскиот земјоделец? Уште еднаш ќе кажам, ви подаваме рака доколку сакате системско, суштинско решавање на проблемите во тутунопроизводството, да го поддржите донесувањето на законот кој го предлага ВМРО-ДПМН, а колега, доколку не ја прифаќате подадената рака, граѓаните на Република Македонија за брзо на избори ќе ви пресудат и вие ќе бидете историја, и вашите партии и вие. И тогаш ќе ги решиме проблемите и во земјоделството, и во сите други сфери и сектори кои направивте пустош во изминатиот период. Ви благодарам. Ви благодарам за